Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Ова е македонски превод на говорот кој го одржал Хазрети Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разијалаху анху, халифатул Месих II, во текот на Џалса Салана, годишен собир на Ахмадија муслиманскиот џемаат на 28 декември 1916 година, и Фазл Умар фондацијата го печатела на урду јазик како Зикир и Иллахи. Рабва, декември 1982 година. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे. Мерки на предпазливост и соодветно време за оваа форма на зикр. Откако ја наведов природата на формите на зикрот, сега ќе ги објаснам неопходните мерки на предпазливост и соодветното време за негово извршување. Неопходна предпазливост за зикр. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем ни наредил да не продолжуваме со зикрот до точка на замор. Да не започнуваме со зикр кога умот е вознемирен. Не се препорачува да правиме зикр кога сме во некоја важна работа, должност. Овој напор ќе биде малодушен и неучтив кон зборовите на Бога. Тоа ќе се брои како грев. Да повторам, правете го зикрот кратко и со целосно внимание. Кога еднаш честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем се вратил дома, Хазрети Аиша разговарала со некоја жена. Хазрети Аиша му рекла на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем дека таа жена поминала многу часови во ибадет. Тој одговорил: не е доблеста во продолжувањето на ибадетот до таква крајност. Аллах е задоволен со ибадет кој е редовен. Аллах не се изморува од претераниот ибадет, туку човекот се изморува. Тогаш неговиот ибадет е направен без жар и добар дух и не заслужува награда. Ако некоја ја поминува границата, тој или таа на себе навлекува неволја. Хазрети Абдула бин Амр бин Ас бил силен човек. Преку целата ноќ правел ибадет, постел преку денот и целиот чесен Куран го учел во еден ден. Кога чул честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем за тоа, рекол: тоа не е правилно. Прави го ибадетот во 1/6, 1/3 или најмногу половина ноќ. Пости секој втор ден. Немој да го завршуваш учењето на честниот Куран за помалку од 3 дена. Абдула бин Амр бин Ас молел за повеќе, но не му било дозволено. Тој се заветувал дека ќе продолжи со максималното што му било и дозволено. Се држал до својот завет долго време, но на стари години жалел што не се користел со олеснувањата. Се што се тера до крајност предизвикува проблеми. Премногу добрата храна ќе го расипе стомакот. Слично на тоа, претерано зголемениот зикр предизвикува товар и несклоност. Постепено ставајте товар на себе и ставајте толку колку што можете да понесете. Ако не можете да се концентрирате на почетокот, бидете истрајни и завршете го ибадетот, што си го имате зададено, и наспроти шејтанските влијанија. Со цврста решителност можете да ги совладате своите слабости. दिल में मेरे कोई न बसे तेरे सिवा और गर तू नहीं बसता उसे वीराना बना दे. Такон, популарен адвокат, еднаш застапувал нечии случај. Противничкиот адвокат, плашејки се дека Такон ќе го добие случајот, употребил лукавство. Додека разговарал со судијата, рекол: Такон тврди дека може да добие поволна пресуда од секој судија, без оправданост на случајот. Судијата решил да не го слуша Такон. Кога почнал процесот, судијата го негирал секој предлог што ќе го дадел Такон. На крајот пресудил во корист на другата странка. Заклучок: никој не може да влијае на човек кој решил да не биде под влијание.
На почетните стадиуми од зикрот, држете ја концентрацијата да ги одбиете сите надворешни влијанија. Не правете зикр во состојба на физичка неудобност. Ако ве боли нешто, ослободете се од тоа пред да започнете со зикрот. Со радост прифатете се што ќе ви биде дадено, дури ако не постигнете совршена концентрација, на почетокот ќе дојде време кога ова навика на зикр ќе биде добро втемелена. Направете го зикрот со понизност и страв пред Аллах. Ако не доживувате вистинска понизност, направете соодветен израз на лицето. Саканата состојба на умот ќе дојде. Често се случува некој вештачки да прими некој начин, но постепено го стекнува како втора природа. Ако имитирате понизност и тага, набргу ќе ја развиете и понизноста на духот. Пренесено е како некој професор бил со многу меко срце, но подоцна станал многу груб. Тоа се случило така, заради неговата блага природа, еден ден претрпел загуба и од тогаш решил да стане тврд. Така се поставил грубо, иако длабоко внатре бил се уште добродушен. Грубоста постепено пуштила корен во неговиот карактер. Овој професор кон злото одел со имитирање на неговите принципи, но исто така може да се оди и кон доброто. Првиот ден вистинската понизност можеби ќе се појави само на миг, другиот ден таа ќе живее подолго. Ако се трудите на таков начин, сигурно ќе успеете. Има и други општи точки кои треба да се повторуваат постојано. Освен во пригодите во кои според овој хадис се дозволени, зикрот не обвувајте го гласно. Ова може да доведе преправање и да им се попречи на другите во спомнувањето на Аллах или во обавувањето на салатот. से शनासा दीवाना बना कर मुझे फरजाना बना. Запамтете дека е тешко да се прифати нова пракса. Треба време да се свикне на неа. Многу луѓе приговараат дека не можат да имаат склоност кон зикрот. Добро, дали мислите дека некој може за само еден ден да усоврши некоја нова вештина? Сигурно не. За тоа треба време и трпение. Затоа, ако забележите дека ви е тешко на почетокот, не бидете обесхрабрени. Постепено ќе се навикнете на тоа. Единствениот услов е да останете истрајни. Некои велат дека уживаат во зикрот. Тие не треба да бараат задоволство во зикрот, туку да го извршуваат како ибадет, што всушност е неговата крајна цел. Ибадетот е примен кога ќе се прави само со таа намера. Некои приговараат дека со денови се чувствуваат незаинтересирано во зикрот и потоа одеднаш стануваат заинтересирани. Мојот совет до нив е: не бидете обесхрабрени, тоа е вообичаено искуство. Еднаш Асхаб на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем дошол и му рекол: "О пратенику, јас сум лицемер." Тој му одговорил: "Не, ти си муслиман." Тој одмерно забележал: "Кога дојдам кај тебе, можам со своји очи да го видам дженнетот и джехеннемот, но штом се вратам, го губам мојот дух." Пратеникот му рекол: "Ако цело време си во иста состојба, наскоро ќе умреш." Останувањето во иста состојба ја гуши способноста за напредок. Понекогаш се мокниот Бог го спушта човекот пониско од неговиот вистински статус. Слично на тоа, тој понекогаш му дозволува да ужива повисок статус, за да го поттикне да го ужива тој статус за постојано. Недостатокот на интерес, меѓутоа, може да биде и корисен и штетен. Разликата помеѓу тоа може да се препознае. Предпоставете дека во зикрот постојат степени на интерес. 0 го покажува најнискиот, а 1, 2, 3, 4 и 5 повисоките степени на интерес. Ако сте на степен 2 и недостатокот на интерес не ве спушти до 1, тоа е добар вид. Ако од степен 3 не спушти под степен 2, и тоа е добар вид. Но ако ве спушти од степен 1 или 0, треба да се загрижите и да направите додатен напор за да го задржите своето место. Како што спомнав порано, Семокниот Бог вели: "А откако го завршивме намазот, спомнувајте го Аллах, стоејки или седејки и лежејки на својата страна."
се поставува едно важно прашање: кои периоди се правилни на зикр? Во известна смисла, Аллах треба да се споменува постојано. Хазрети Аиша вели: чесниот пратеник го спомнуваше Аллах цело време, но во чесниот Куран се предвидени точно определени термини. Например, о, вие кои верувате, спомнувајте го Аллах често и величајте го наутро и навечер. Термините кои се посебно наведени во овој ајет се многу важни. Букра на арапски значи од првото руменило на зората до заоѓањето на сонцето. Со други зборови, Аллах треба да се споменува до утринскиот намаз, до заоѓањето на сонцето. Асил, другото точно наведено време за зикр, е од досно поплодневниот аср намаз до заоѓањето на сонцето. Семокниот Бог вели: затоа стрпете се околу тоа што го зборуваат и величај го Господарот свој, фалејки го пред изгревањето на сонцето и пред неговото заоѓање, и величај го во часовите на ноќта и во деловите на денот, да бидеш задоволен. Овој ајет покажува 3 додатни времиња за величање на Аллах: времето после заоѓањето на сонцето и во првиот и последниот дел од ноќта. Шестото време за спомнување на Аллах е веднаш после секој пропишан намаз. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил многу внимателен за зикрот во ова време. Да го прави зикрот во ова време бил негов сунет, традиција. Хазрети Ибн и Абас кажува дека асхабите кои доснеле на намазот можеле да кажат дека намазот е завршен според следниот глас од зикрот: ти си мир, о Аллах, и целиот мир од тебе потекнува. О ти што поседуваш величество и возвишена положба. Другата форма на зикрот после намазот го содржи учењето: Субхан Аллах, сета слава му припаѓа на Аллах. Елхамдулилах, сета слава му припаѓа на Аллах. Аллаху екбер, Аллах е најголем. Ова се неколкуте традиции на зикрот. Најдобар начин за негово извршување е да ја учиме првата фраза 33 пати, потоа другата 33 пати и на крајот третата фаза 34 пати. Времето после намазот заслужува голема награда за зикрот и треба да биде целосно искористено. Некои луѓе можат да помислат дека јас не го правам тој зикр или дека Хазрети Халифатул Месих и ветениот Месија не го правеле. Тоа е погрешно. Јас го правам и Хазрети Халифатул Месих и ветениот Месија го правеле, но тие тоа не го правеле гласно, а ниту пак јас. Вие исто така треба да ја имате оваа навика. Намази. Сега ќе се вратам кон најважната форма на зикрот, пропишаните намази. Во намазот муслиманот прави зикр во сите форми: стоечка, кијам, со преклон, руку, паѓање на тло, сеџда, и седечка, каада. Тој го учи чесниот Куран и прави други видови на зикр во текот на намазот. Намазот е состав од сите форми на зикрот. Филозофијата на пропишувањето суннет и навафила. Пропишаниот намаз има 3 дела. Под 1 фарс, задолжителен дел. Под 2 сунет, делот што го правил честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и што го наредил. И 3 доброволен дел, навафил. Повеќето луѓе редовно го вршат фарс и суннет. Суннет е воведен да ги надомести недостатоците во задолжителните делови. Аллах не прима нецелосни намази, тој ги прима само безпрекорните, но тој го прима суннет како надополнување на недостатоците од фарс. Ако на еден рекат составен дел од фарс му недостасува концентрација или е расипан со искушенија, ќе биде надоместен со суннет. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил запознаен добро со човековата природа и нејзините слабости. Тој со додавањето на суннет во намазите им направил голема услуга на своите следбеници. Потоа тука се навафил намазите. Тие се средства за постигнување блискост со Бога. Тие го воздигнуваат човекот до духовен степен кој води кон спас. मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे
ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे. Денес го завршивме петтиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Еселаму алейкум.